Во втората половина од штото минатиот месец се одржа онлайн средба помеѓу Балканските и Германската текстилна асоциација DTB. Настанот кој беше замислен во форма на панел дискусија со панелистите меѓу кои учествува и двајца штипјани, познати текстилни сопственици на две успешни модни конфекции, Љупка Миладинова од модната конфекција Албатрос и Петар Трајанов од модната конфекција Линеа. Со нив се разговараше на теми поврзани со новонастанатата ситуација, предизвикана од пандемијата. Во тие рамки се разгледаа најважните дилеми што ги мачат текстилците под бремето на пандемијата. Во денешниот конец, за дилемите и решенијата зборуваат Љупка и Петар, но да не должам многу. Следниве половина час се резервирани за нив. Заклучокот беше јасен. Ние и претходно веќе од искуство од претходните месеци знаеме дека продажбата е драстично намалена на нашите купувачи, тоа директно влијае врз производството. Производството на модните брендови генерално застана одреден период неколку месеци. Кај нас сега веќе се рестартира, меѓутоа со некои минимални количини, предпазливо, и тоа во зависност од во кои земји истите продаваат. Производството на работна облека задржа некој континуитет, во зависност од тоа и каква работна облека, значи работната облека за хотели, за ресторани исто така е, да речем, во намалена. Така да заклучоците беа тие. Понатаму разговаравме како треба да се организираат производствата, како заеднички да продолжиме да функционираме и да може да опстои целата индустрија. Моментално и аеродромите и границите ни се затворени веќе повеќе месеци, не само нашите, туку и на европските држави, кај што ние како компанија не можеме да затвориме и да чекаме, така и сите други компании не може да затворат и да чекаат границите да се отворат, туку мораме да се адаптираме на целиот тај нов систем на работа. Тоа значи дека и ние имплементираме веќе видеокомуникација со нашите клиенти и ние ние и одамна користиме комуникација преку дигиталните канали за работите да се решаваат и проблемите да се решаваат што побрзо. На конференцијата ни го кажа тоа што не е погодно за сите да го слушнеме, меѓутоа реалноста еден ден мора да се слушне. Тоа е дека мораме да се организираме во тој правец со што помалку патувања, нешто што е тешко изводливо за нашиот сектор, текстилниот, да со што помалку патувања да се решаваат проблемите. Што значи тоа? Од аспект на нашите купувачи, нашите фирми со кои што соработуваме, ние сме приморани некои проблеми кои што треба да се решат физички, да ги решаваме дигитално. Дали ги детектиравте веќе приоритетите на пазарот со оглед на новонастанатите услови? Приоритетите на пазарот за нашите купувачи се значи главниот фокус во идниот период ќе им биде продажбата. Не може да се фокусираат на нас затоа што имаат веќе големи залихи на производи од претходниот период кои што имаат клучно им е да ги продадат за да може да имаат нови нарачки. Производствата, мислам дека според разговорите со нив, нема да имаат ниту време, ниту можност да ги менуваат земјите за производство. Тоа за нас би влијаело на начин што генерално купувачите ќе ги задржиме во нашата земја, меѓутоа немаме можност за добивање на нови купувачи. Немаат можност да ги посетуваат производствата, немаат можност да праќаат тест налози со оглед на целата ситуација, така да купувачите остануваат во тие земји каде што претходно действувале, меѓутоа само под услов доколку ние како производители се реорганизираме и реконцепираме начин на производство кој што на нив ќе им одговара
повеќе, значи нема да останат по секоја цена секако. Кризата со која што се ние соочуваме, дека одредени продажни места се затворени, сега зборам за европскиот пазар, беа затворени. Значи, производите на тие фирми останаа непродадени. Тие ќе ги продаваат во следниот период. Плановите за следниот период од нив се исто турбулентни. Значи, ние немаме некоја сигурна основа на која што можеме да се потпреме. Меѓутоа, со внимателно планирање и со внимателно наблюдување на состојбата секојдневно, може да се адаптираат плановите, во смисла, ако сме планирале порано на подолг период, сега можеме да планираме на пократок период. Колку е тој краток период, на 2 месеци, 3 месеци или месечно? Порано ако е било годишно? Порано ако е било годишно или полугодишно, сега е на 2-3 месеци, кај што треба да имаме во секој момент начин како да ги задоволиме нашите потреби за производство, бидејќи факт е дека продажбите секаде се паднати. Меѓутоа, и тоа е тешко да се менаџира, бидејќи и добавувачите на нашите клиенти, кои што се наоѓаат во некои други земји, и таму се следат други протоколи на пандемијата, и таму се следат други начини на затварање на фабрики, на разни фирми, затварање поради пандемијата, и сето тоа доведува до каснење на репроматеријалите, кое што доведува до пролонгирање на производство, до пролонгирање на испораки и нормално изместување на сите тие планови. Какви ви се плановите за производство? Дали набавката на производи ќе се сведе во локални рамки на територијата на Европа и што ќе биде нешто фокусот каде ќе се удри во наредниот период? Заклучокот, и мислам дека тоа беше директно објаснето и од германските купувачи, е дека ние производствата од југоисточна Европа мораме да ги носиме од некој претходно производствата беа значи со концепт на лон производство, односно само доработка во нашите земји, и сега мораме полека да се ориентираме, односно не полека, него брзо, да се ориентираме кон извоз на готов производ. Ке треба да нудиме што е можно повеќе услуги во нашите производства, кои што нашите купувачи ги плаќаат во нивните земји. Работната рака во развиените земји е се поскапа, така да колку повеќе услуги им понудиме ние како производители, така ќе се одржи цената на производот, финалната цена на производот ќе се одржи на исто ниво и со можност да стане и пониска, затоа што во идниот период значи цените нема да трпат зголемување, купувачите нема да трошат повеќе средства од она што веќе било значи во претходните периоди. Со тоа што мислам дека квалитетот ќе мора да остане на високо ниво, затоа што во идниот период ќе се избегнува таа брза мода, како што беше навикнати, значи во развиените земји се повеќе се купуваше импулсивно, нели, при прошетка, сето тоа ќе се избегнува, значи повеќе ќе се внимава да се купи нешто што е квалитетно, што трае подолго, затоа што луѓето ќе имаат помалце пари и ќе трошат помалце. Доколку имаме начин репроматеријалите да се набавуваат од Македонија, секако тоа го препорачуваме на нашите клиенти, за да може побрзо да се набават тие репроматеријали. За да може сепак нашите клиенти си водат контрола и си водат сметка за тоа дека треба да се набават тие репроматеријали, и тие ни препорачуваат и секојдневно сме во комуникација за да можеме да ги обезбедиме тие материјали и да можеме да почнеме со работа. Сепак, набавката на репроматеријали зависи од нашите клиенти, бидејќи во системот на лон производство ние немаме голем удел во набавката на материјали и на репроматеријали.
Како ќе се најдат сега до уочи? Семите веќе применуваат на онлайн или воопшто веќе се ставаат некако во фиока, да се изразиме на тој начин? Па како што споменав, значи самите купувачи нема многу да драстично да ги менуваат своите производители, односно ако треба да го сменат производството, најверојатно ќе бараат производства во околина или во земјата која што веќе произведувале. Мислам дека главно тие барања на нови производства ќе бидат по препорака. Германските конкретно и другите странски купувачи, значи сите учествуваат во некои асоциации, имаат контакт со консултанти од текстилната индустрија и со техничари кои што работат во различни земји каде што е развиена текстилната индустрија, така да генерално по препорака би наоѓале нови производства. Што за нас во идниот период ќе биде клучно е тоа што ќе мора да се дигитализираме на што е можно повисоко ниво. Ќе мораме да вложиме во дигитален маркетинг, сите да имаме современи и совршени веб страни каде што ќе можеме да ги прикажеме сите услуги што ги нудиме со слики, со видеозаписи, со што е можно поблиску да го донесеме нашето производство до нив, за да ги заинтересираме да не контактираат и можеби и да пратат некоја нарачка за да пробаат производство. Каква е поборувачката сега моментално во Европа? Европјаните ги сакаат и македонските маски? Па ги сакаат. Ги сакаат, меѓутоа и тие се адаптираат на стандардизација, на автоматизација на маски, со тоа што цената по парче би се намалила и кога се вметнува автоматизација, овде ние стануваме веќе прескапи, бидејќи во Македонија голем дел од компаниите се адаптирани на рачна работа, трудоинтензивна работа, што значи дека доколку некој се адаптира на автоматизација на тој производ, нормално треба прво да задоволува одредени стандарди и ако обезбеди пазар, може да тера во тој правец. Востановените нови услови кои што ги донесе пандемијата ја дигна нивото на неизвестност. Се прават веќе малку на подолг период планови, се прават катадневни планови, од што тоа зависи. И сега во прашање од претходниот разговор со вас беше како, на кој начин стратегијата во кој правец ќе се одвива во однос на колекциите кои што доаѓаат, они кои што се веќе договорени, како и така се во некои рамки. Меѓутоа за оние што натаму доаѓаат и кои што се неминувен циклус во самата работа, како? Саемите се откажани, значи мислам дека за наредната сезона која што би била, значи наредните саеми кои што требаше да бидат за сезона пролет-лето 2021 ќе бидат откажани во целост. Значи тие саеми едноставно ќе ги прескокнеме. Планови за идните колекции конкретно и нема. Пред се модната индустрија има сезонски колекции, меѓутоа модни брендови кои што продаваат, например во Америка, се уште имаат затворени продавници, со оглед на целата ситуација најверојатно ќе останат продавниците затворени и подолго време. Значи планови се прават од недела за недела. Некогаш и тие планови не се остваруваат затоа што како што сме ние вклучени во оваа ситуација се вклучени и производителите на тканина. Конкретно производства во Италија, во Шпанија не можат сега да се вратат во форма толку многу брзо затоа што имаа застој во работата од 2-3 месеци, па сега не можат да постигнат со производство на тканина, така да ќе мораме да действуваме во идниот период многу флексибилно. Тоа е единствениот начин да се да удоволиме и да земеме што е можно повеќе нарачки од она што ќе се понуди. Значи бројот на нарачки ќе биде помал, капацитетот на производствата бил ист, така да ќе биде едноставно на некој начин како борба да се дојде до нарачки. Конкретно, кога кај нас се правеа годишните одмори во август, мислам дека тогаш ќе биде
она ситуација која ќе се бара капацитет повеќе затоа што сега не можат да постигнат со ткаенини, веќе последен месец кога ќе дојдат ткаенината ќе треба да се произведува, значи ќе мораме да бидеме крајно флексибилни и сите заеднички да во наредниот период да действуваме. Тие саеми сега некои или се откажуваат или се поместуваат за малку покасен период. Меѓутоа и тоа не е со знак сигурност, бидејќи нормално, ако бројките на заразени почнат да растат во одреден момент, сето тоа ќе се откаже и ќе се пролонгира. И сега, нашиот сектор бара одредени планирања, има сезоналитети и клиентите тоа не можат баш така да го издржат. Што значи тоа? Тоа значи како за нас, така и за нашите партнери, верувам, дека ќе биде да се префрлат прво на дигитализација. Значи, со веќе постоечките клиенти, кои што ќе обстанат, да се понудат производите прво дигитално, преку модерните технологии кои ги користиме, за да можат да нарачат сигурно и да нарачат навремено, за да може и фирмите да се испланираат производство навремено, саемите ќе бидат верувам дека ќе бидат во некој следен план. Значи, мислам дека истото би се однесувало и за нашите клиенти, како што реков претходно, дека прво ќе се префрлат на делот да се потпрат прво на нивните клиенти со кои што веќе имаат остварено некоја соработка, бидејќи и за тие клиенти, и за тие кои што имаат продавници, колку е сигурно во следниот период да истражуваат и да бараат нешто ново, само тие си знаат. Секој си е сега на некој начин за себе и си води сопствена математика, колку се исплати, како се исплати, од кој како да набавува, колку е безбедно да се набавува од одредени места. Само што е на крајот неколку реченици, она што е најчувствителното за секој производствен субјект, односно компанија. Финансискиот прилив. Дали тука исто има дигната рачна кочница пандемијата? Па да, финансиските приливи беа и на некој начин намалени, некои компании, некои производители се соочуваа и со доцнење, но и со откажани плаќања, откажани извози. Генерално сега стануваме уште посвесни дека мораме да користиме финансиски инструменти за обезбедување на извозите. Помине одредено време, нема да се смени се за месец дена да се смени да се вратат работите во нормал. Тоа тешко дека ќе дојде до тоа, бидејќи додека не се најде вакцина, додека не се имунизира голем процент од светското население, да се вратат патувањата секаде, да се врати слободното движење во затворени простори секаде. Додека тоа не дојде, нашиот сектор ќе биде во турбуленција. Добра, и да се вратиме на она што почнавме денеска разговорот. Дали има потреба и понатаму од такви панел дискусии кои што се одржа со на последната минатата недела? Да, тоа ќе не одржува има потреба, бидејќи тоа ќе не одржува во комуникација со индиректна комуникација со странските партнери, со кои проблеми се тие соочуваат, и тоа ќе ни даде подобро планирање за одреден период, во смисла да знаеме што е тоа што да очекуваме од периодот што следи. Бидејќи работите се менат, секаде имаме различни информации, 90% се исти, меѓутоа некаде се различни во зависност од локалитетот, каде се кои мерки каде како се спроведуваат, бидејќи ние претходно бевме навикнати на една глобална економија, кај што не беше забрането патувањето скоро секаде.
а сега секоја држава си ги затвори границите и си се чува самата за себе. Некои држави затвараат региони по региони, кога беше пандемијата, така да тоа не е исто исклучено и тоа се соочи со одредени турбуленции кои што сега овие дигиталните комуникации ќе ни овозможат тој тип на комуникација со нашите клиенти и со тие организации да тече непрекинато и да бидеме во информација. Како тие да бидат информирани од нас, така и ние да бидеме информирани од нив што се случува. Тоа веќе станува клучно. Сите тие финансиски инструменти сега се, мислам, веќе одамна се достапни во Македонија, така да компаниите како ќе се пренасочуваат кон извоз на готов производ, така ќе мора да внимаваат многу повеќе со своите побарувања од купувачите, затоа што извозот на готов производ бара и малце поголема финансиска позадина и големо внимание да не се изгубат финансиските приливи, односно да не се откажат. Така да мислам дека генерално брендовите и компаниите кои што обстанаа во нашите купувачи кои што обстанаа, робата се надевам дека ќе ја повлечат и дека ќе ја платат, но имаше компании кои што банкротираа во овој период. Ситуацијата е таква како што е, значи мораме да се бориме и ние донесуваме одлуки секојдневно, и они донесуваат и со заедничка поддршка наредниот период ќе се пребродува. Сега работите се повеќе од јасни. Ова беше јунското издание на Конец во реализација на Штипската регионална телевизија, телевизија Стар, чии покровители се текстилниот кластер на Македонија и USAID. Останете добро и во сенка. Во меѓувреме чувајте се. Со COVID-19 никогаш не сте на чисто. Во прашање е вашето здравје. Се гледаме на оваа телевизиска фреквенција во последната среда од овој по многу нешта карактеристичен јули. Секој е добро.